Јас го повикувам на телефон доколку го имаме градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски. Господине Јовановски, дали се слушаме? Добро утро, Сашо, и се слушаме. Добро утро. Имам една серија на прашања, меѓутоа бидејќи сте вие познат лекар, па станавте градоначалник и така бевте омилен лекар во Прилеп, сега не е ни важно од која област лекар, меѓутоа генерално да ве прашам од медицински аспект како вие оценувате ситуацијата со вирусот и мерките што ги превзема владата, бидејќи претпоставам дека ги следите од стручен аспект компликациите на глобално ниво со вирусот. Да, добро. Господин Отановски, пред се поздрав до гледачите ваши. Благодарам. Сакам да ви се заблагодарам за ова што најдовте време и можност да ми се јавите, да поразговараме малку. И одма да ви кажам дека ја следам од почеток, ја следам ситуацијата уште од декември, јануари, од Кина, Италија и сакам да ви кажам дека многу ми е драго што сепак како граѓани на нашата држава имаме со некоја предострожност почнавме да влегуваме во целата оваа приказна. А исто така и владата со мерките и предострожности што ги поведе, што ги прави, мислам дека ќе бидеме на правиот пат, што помалку да ја почистуваме оваа криза со пандемијата на коронавирусот, затоа што проблемот и во Кина, и во Италија е во несериозниот пристап на голем дел, посебно од граѓаните кои што не ги почитуваа правилата што им беа дадени и посочени од владата, и од Кина и од Италија. Градоначалниче... Јас како доктор повелете. сум посебно свесен за овој коронавирус, што значи болеста, последиците и така натаму. Да ве прашам, има една информација која што кружи меѓу прилепчани дека во моментов повеќе десетици прилепчани се во самоизолација. Цифрата е наводно 40. Имате такви информации? Тоа се луѓе кои што... имаме, точно имаме информација, заклучно со вчера, со синоќа, имаме 76 лица во самоизолација. И мислам дека Министерството за внатрешни работи, тоест одделението во Прилеп, води посебна грижа и сметка, ги пази, ги следи. Дури вчера напише и 4 критични пријави за луѓето и граѓаните од самоизолација што не се придржуваат на упатството што му ги даде владата. Како функционира општината во овие воредни околности? Имате ли кризен штаб, се состанувате ли? Да, апсолутно. Пред се да ви кажам дека минатата недела имавме совет на општина Прилеп каде што предложив низа на локални мерки надвор до она што ги даде владата и Министерството за здравство, каде што ги советот на општина Прилеп ги прифати. Сите тие мерки што ги предложив, оформивме кризен штаб во општината, функционира, а инаку да ви кажам дека времено се затворени сите одделенија во општината, приемното одделение, одделението за администрација и даноци, и единствено само преку пошта, преку имейл адреси, имейл адреса и преку општинската страна, веб страна, да. Кажете ми, во Прилеп последните 2-3 дена излегува една убава вест, тоа е за оваа фабрика која што се нафати да произведе маски за лица, кои што се еден од најдефицитарните здравствени, да кажем, продукти во целиот свет. Ние сме се за сега како држава добро снабдени со тоа. Ги посетивте ли луѓето, што се случува, почнали првите производства? Бидејќи мислам дека таму проблемот на крајот се испостави 1-2 дена се одложи заради стерилизацијата на маските, а не заради можноста да ги произведат. Да. За среќа имаме многу општествено одговорни луѓе и во Прилеп исто така, и морам да кажам посебно опатувам благодарност до Горан Илиевски, кој што е собственик на оваа фабрика Гифти Текс се вика, во Прилеп, кој што самиот се понуди, дојде кај мене, ми кажа дека има можност да прави вакви маски и го видовме материјалот, направи 1-2 примероци и екоматеријал кој што од Европска унија има сертификат, ама и покрај сето тоа, јас реков дека тие маски ќе ги стерилизираме во општата болница во Прилеп, каде што имаме соодветна, адекватна стерилизација, само за да не добијат граѓаните
некој впечаток дека има некои проблеми и така натаму. Од вчера почнавме. Вчера се направија 1000 маски, денеска ќе бидат 2 до 3000 маски и секој ден перманентно и сукцесивно ќе правиме такви маски и одма да ви кажам дека денес почнавме да ги спремаме и во 10 часот до 12 ќе биде распределбата на сите матични и доктори и стоматолози во нашиот град. Морам да го заштитиме прво медицинскиот персонал, па после на сите останати јавни предпријатија, јавни установи и така натаму. Мислам дека ова е многу добар потек и што го направи Горан Илиевски е за пофалба, за почит и тој ќе биде, мислам дека овој момент геројот на нашиот град. Затоа што потегот што го направи, мислам дека му даде како иницијатива и иницијална каписла на сите останати стопански субјекти, не само во нашиот град, туку и во Македонија, за да покажат луѓето општествена одговорност. Господине градоначалник, кажете ми, според вашата оценка, бидејќи мора да привршуваме, Прилепчани ја разбираат ли важноста на почитувањето на упатствата кои што доаѓаат од владата во овие воредни околности? Забележувате ли кршења на тие упатства, има ли недисциплини и некакво... Оти Прилепчани се познати по инаец, да не фатат да се инаетат таму па Ама некогаш може и позитивен инаец да биде. За инаец ќе седиме дома. Да. Во главном граѓаните го почитуваат ова, има исклучоци секако. Да ви кажам една друга работа што направивме точно пред една недела. Со Министерството за внатрешни работи се договоривме со сообраќајната полиција да водат и дополнителен надзор на сите возила што доаѓаат од другите општини околни во нашиот град. Посебно од општините Долнин и Пласница, пошто таму тој регион има доста неконтролирани граѓани од различните земји кои што посебно од Италија, Франција и Германија, кои што доаѓаат во тие општини. И заради тоа превентивно сообраќајната полиција ради предострожност вршеше нека рутинска контрола на сите тие што беа дојдени, а не пријавени или пријавени, да се регистрираат и да се упатат во Центарот за јавно здравје, каде што се преземат тие епидемиолошки анкети и се понатаму како што требаше. Доктор Илија Јовановски, градоначалник на Прилеп, ви благодарам. По потреба ќе ве бараме и идната недела. Се надевам дека некаква ургентност нема да има, но макар да чуеме како одат добрите вести од Прилеп. Благодарам за вклучувањето. Благодарам и имајте добар ден.